Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте уште едно издание. Охридскиот бурек го донесовме тука, да сте живи и здрави, а дефинитивно морам да признам дека и беше најдобриот кој сум го пробал во живот. Неколку години немам јадено бурек, а ако јадам бурек, тоа е еднаш годишно, колку заиштав, за името и славата на емисијата. Бурекот со мои години не е баш френдли. Да, холестерол, висок притисок, све си доаѓа, диабети, мораш да си пазиш. Нема кркање бурек како некогаш. Океј, првен да се заблагодарам на најверните следачи, кои јас стварно не ми е јасно зошто и како, но ете, ги имам и такви и морам да признам прво дека не ве заслужувам, затоа што ја ни емисијава више не си ја заслужувам по долго време. После 6 месеци блокажа заради пуштања смешки, мемиња во кои ги смевавме некои опозиционери, што ти ја знам, нешто за вакцини, нешто за Камала Харис. Бев не баниран, туку како да кажам, тргнат од видливост на популацијата на Facebook. Што значи тоа? Дека кога ќе отворите Facebook и кога ќе гледате што има ново, ќе видите се, само Јанко Илковски не. Знаејќи ја психологијата на луѓето, они мене не ми забранија ништо што објавувам, туку едноставно веќе не беше препорачана страната. Значи, за да ме видите, требаше сами да пребарувате. Македонски конзумент сам да пребарува, тоа е надчовечански напор, човече. Тоа е местење горна камера, тоа е, не знам, мултикор кабли, тоа е, не знам, тоа е ATEM Mini Pro без headphone out, па мораш да апгрейдуваш на Pro пута 2.8 за да имаш и тоа. Иначе не знам што да кажам. Dolby HX Pro не функционира. Не се, сакам да кажам дека радосната вест, радосна. Кој како ќе си ја свати, мене ништо не ми значи, бидејќи не монетизирам, не за сега, од популарноста на Facebook. И еве ми стигна следнава честитка. Way to go. Your page is recommendable. Keep taking good care of your page with safe moderation. We are suggesting your page to people we think will like it. Moderation assist can prevent offensive and harmful content. Posting engaging content can help you build an audience and make your page liable for monetization. Continue to have no violation. Maintain high standards. High standards е да збориш за све, освен не против Сорос, не против вакцини, не против да збориш против Трамп, например. Да не збориш против мигранти кои се луваат, малолетни девојчиња, тоа немојте никако да го зборите, ќе бидете казнети. Така, тоа е тоа. Значи, се додека славите се што е она перверзно, соросоидно, се тоа ќе би биде recommendation. И морам да признам дека македонската публика сето тоа го следи и е многу пристојна и е многу поводлива и едноставно не навлегува. Така што, вратени сме назад и како тоа се почувствува на мојата страна. Обично давам по некоја патос реченица за, например, еднаш дневно, да одберам нешто, како се вика онам, нешто малку стереотипно, нешто малку така со некој патос. Не, има подобар збор, у моментов не ми текне, бидејќи не подготвувам говори и така. Затоа шлајфувам. И еве, мојот вчерашен статус, да би го прочитам. Убав е генерално
на повеќето луѓе, нема зошто да не е убав. Се работи за 1 септември и ученичињата. Утре е 1 септември, најемотивниот ден за децата кои тргнуваат на школа, особено првачињата. Е уште повеќе за родителите кои цел викенд се со пеперутки и грчеви во стомакот. Утре е ден со многу стрес, уште повеќе солзи, секакви емоции, радост, страв, влез во нешто ново, незаборавни мигови, врежани за цел живот. Овој ден треба да е национален празникот и онака имаме се помалку деца, а да сум власт би ги ослободил од секакви работни обврски родителите на деца кои прв пат тргнуваат на училиште. Ќе се трудам да не излегувам утре, оти многу со годините, нервите се потенки, а славините во очите изедени и се посилно течат. Нека ви е солесно, уживајте, ако можете во секој миг, никогаш нема да се повтори. Господ нека ги благослови, нека ги чува и нека ги води. И пред да ви покажам какви беа реакциите. Да, слушај, не се фолирам јас со овој патос. Ова е некаква реален мој преемотивен, да кажам, дури и не ме личи. Но реално го имам ја ова во себе, спрема децата која ќе ги видам, се подсетувам на моите деца која ги носев. За жал немам внуци, па да имам уште еден круг да направам така во животот, но тоа е тоа. И сега мене интересно е, еве ќе се вратам наназад пред да ја добијам рекомендацијата, како имаше реакции и фоколкава поента. Еве, например, за ова. Човечката правда вели, направи грешка, треба да бидеш казнет. А божествената правда вели, ја увиде својата грешка и се покаја, се ти е простено. Свети Пајси, Светогорец. И сега, ако видиш 44 лајка, ако влезам во инсайт, ќе видам колку луѓе биле опфатени. 3810 луѓе и така натаму. Тоа е за мојаста страница релативно малку, која има скоро 70.000 следбеници. А сега ќе отидеме на последниот статус, поточно со овој што ви го прочитав за ученичињата. Морам да признам, дури јас сум изненаден. Еве и Андријана Јаневска ми лајкала. 1800 лајка за помалку од 24 часа. Ако влезам во инсайт, шокот е уште поголем. 154.000 луѓе, 433 го погледнале овој статус. 88% биле non-followeri, значи оние што не ме следат. 12% се моите следбеници. Ете, тоа е тоа. Човек ако е паметен, ова може да го монетизира, не знам, со некоја компанија и така натаму. Ја не можам, бидејќи компаниите одбегнуваат. Например, еве, скоро 10 години ги рекламирав витаминка од Прилеп. За некои си многу смешни пари, не во телевизијава, на мојот портал, 5000 денари месечна реклама. Агенцијата која тоа го водеше, 5 години престана да плаќа, остана должна околу 3000 евра, што е така 3-4 години и не ми платија, нормално дека нема да ги тужам. Ништо за возорот, но само како една слика каков е нивниот однос. Знаеш, кога си бил многу популарен, кога си патриот, обично такви се реакциите. Луѓето си сакаат, спонзорите, еве, например, не знам, Пелистерка си сака Боки 13. Тоа е тоа, знаеш. Така што ворете. А јас сум неподобниот. Мене другар ми не доаѓа да ми кажеш добро вечер, добре дојде после 5 дена, кај си да те видам среќен, не па... Не се. Океј, ќе ми биде интересно сега да видиме дали емисијава ќе успее да привлече нечие внимание
Сега за сега, обично имавме 4 до 5 луѓе, но мислам дека нема да биде ништо поразлично и вечерва, затоа што многу првачиња, денеска порано легнување, па имаат луѓето гости, па прославуваат, па вака, па така. Само 20 имаме. Колку гледаат? 7 души. Добро, ова ни е бар стандардно, што се однесува до видеото, така? Ништо ново, ништо чудно. Океј, драги мои пријатели, пријателки, плюс тоа и јас со децении ја научив публиката после 22 часот. Бара. Инсайдот на видеото. Видеото има инсайд. Колку да видам колку е тука. Не, добро. Абе, инсайтот не сега, на крај е најдобар. Нема ништо, гола вода е, 400 души, толку. Како ме буши. Абе, викам само 400 души. Викам, не, тоа малку. Тоа е како кој ќе го прашам, какво ми е студиото? Супер. Абе, знаеш како? Знаеш дека кога ме бушиш вака се враќа. Знаеш дека со греотица човек како мене кога се заебаваш се враќа. Ја не сум греотица, по греотица од мене. Абе, Џони, немам чорапи, бос одам, гледај. Бос одам, нема да не ја вадам сега. Па ќе попукаат. Не протестирам, идам да земам далечинското од климата, стана топло у студио. Ајде, еднаш и мене, да ми е топло. А не ќам клими, бе. Поише сакам вентилатор, еве искрено да ти кажам. Не знам кој е тој, али сигурен сум дека ти знаеш. Добро, убаво што знаеш. Океј. Прилично сум активен на X, бившиот Twitter, и на мојот профил често пати по нешто ќе се фати и е прилично популарно. Едно од најпопуларните видеа на Facebook, кој достигна преку 1.300.000 прегледи, исто така доста е, едно е погледаните, скоро 28.000, што е за Twitter прилично јако, за интервјуто со неговиот шеф Божо. Но, чекај се. Интервју за работа, ама ќе го отворам на Facebook, за да се обидам да видам за овие години и пол колку има интервју за работа. Јади Бурек, Facebook, видео. Дали ќе го најде? Не. Што би рекле грците, охи, денехи. Не срч тука. Не, сакам да го најдам. Бидејќи сега ако го пребарувам, ја имам милиарда работи, ама немав намера, ама сега па ме фати инат да го најдам, не друго. Срча, интервју за работа. Не. Демит. Не, моје, ја го аплодирав. Не ми е забрането. Немам копирајт. Од TikTok. Еве го. Чекај сега. Macedonian. Мој разговор за Не можам да пристапам. 15 јуни 24-та, сакам инсайд да видам дали
Не, ова е едно од најсмешните видеа во Евар, во историја. Не ми го ставиле како... О, знаеш дека може она видеата да ги бришат? Нели ги бришаја они доста, ама... Ама ова не е избришано, гледаш дека стои. Кратко видео. А, само лајвот го бриша. Зошто не можам да го видам инсайт? Абе, доста мое, гледаш дека е кај мене. Јанко Илковски. No. Еве го. 21.000 лајкови. Друже, сум го објавил у јуни месец 24-та. 21.000 лајкови. 291 коментар. 2100 шера. Ако ми најдеш нешто со повеќе шер од ова, еве на. Ама не можам во инсайт да му влезам овде. Треба од околу да идам. Добро. Решивме да го пуштиме? Ке го пуштиме од X Twitter. Интервју за работа. Може? Je bio ovakav, kod mog gazde Bože. Dobar dan, dobar dan. Sjedi, ja sjeo. Jesi li, pita on mene, jesi li ikad radio na gradilištu? Ja govorim, gospodine Božo, nikada. On pruži ruku, kaže, čestitam, dobio si posao. 9 sekundi. Danas ti dođeš na razgovor za posao, onda imaš ovih hrpu pedera, pederčića, pederčina, koji sjede ispred tebe i pazi pitanja. Što vas ispunjava u poslu? Sad pazi, što bi ja trebao reći? Cement mamu vam jebem. Ja kad vidim... Што те исполнува на работа? Цемент! Цементот ме исполнува! Ама каков лике? Пушти го. Vam jebem. Ja kad vidim vreću vapna, ja glavu gurnem u vapno od sreće. Pazi, što te ispunjava? Možete oni žele ispuniti. Pa pičkava materna glupa. Pa plaća me. Pa ljudi rade za plaću, jebe vam mater retardiranu. Pa moj pred je bio na razgovor za posao, ovi ga pitali, bili pomogao ranjenoj srni. Ajde na tom intervju reci da te boli kurac za srnu. Pa reci, puca mi, brate, kurac za tu jebenu srnu. Pa kakva srna pičkava materina? Pomogao bi da završi pa da nije Dario. Da završi na ražnje, jebi ga šta. Pa to je stvarno bolesno. A prvo srna ili je živa ili je u gulašu. Kakva ranjena, jebota ranjena srna. A druga stvar, sa tog zapada, ta unapređivač prodaje. Stari govno ti se smrzne. Unapređivač, slaže žvake na benzinskoj. Znači, mati te rodila. Nije spavala godinama dok te podojila, odgojila, u školu te poslala. Adolescencija, problema 100, vraćaš se kući u 3, pijan, mati, čača, svi u šoku. I ti se zaposliš, dođeš kući i kažeš, evo slažem žvake na benzinskoj. Ja bi te na kućnom pragu odrobio. Ali pazi, redi mastiki za žvakanje na benzinska. A što mu je zvanjeto? Unapređivač prodaje. Dobro, ovo je koliko što je bezobrazno, vulgarno i smešno, toliko je i realno. Stvarno, ko ќе отидеш денеска, кој ќе дојдат тие генерација 2000 милениумци, она, видете, тимски, и така натаму. Нема везе. Драги мои, разбрав дека дел од населба аеродром немала струја, затоа што далноводот бил прегорен, испаднал, затоа што на Вардариште имало пожар. Пожарот се запалил, па се гасил, па се гасил, па се запалил, па се запалил. И имаше таму некои сега, кои го палеле, шо го палеле. Ја нити смеам, нити сакам, а намерно не сакам да ги спомнам кои се тие, затоа што се заштитени
како некогашните белоглави орлеви, овие се како бели мечки, малце потемнети, за кои Трендо многу имаше проблеми, ама жестоко и машки се бореше, кога објави една од Чутка и Топана една покана за свадба, која поканата беше само по себе смешно. Он само ја објави без никаков коментар, без никакви понижувачки. Но нели, само по себе. Од Милчин до испоставата на Сорос во Њујорк писма му праќа они ке го бранеле светот Македонија од фашизмот, од расизмот и така натаму. Трендо успеа да се изведи, ги отере у 3 лепе и така. Еве да видиме потпалувачите на ѓубриштата и на вардариште кога се на аеродром што прават. Како и да знаете, белците се криви. Јас сум крив, оти сум бел. Така. Треба да го преведувам. Многу е смешно, ама ќе си го најдете. Ајде еден интересен диалог кој се одвива во Данска, каде што еден мигрант и еден данец се расправаат. И што му вика данецот, мигрантот на данецот. Danskerne er 5 millioner, bliver snart udryddet. Kig på svenskerne, kig på nordmændene, kig på kvinderne, mand. Vi er flere millioner. Јас имам 5 деца, додека ти имаш едно или 2. За 10 години ќе бидеме повеќе пакистанци од што данци овде. Ве има само 5 милиони данци. Наскоро ќе бидете истребени. И знаете што? Во право е. За 5 и 10 години ќе видите колку ништо ќе остане од македонците. Не е така драстично како во Германија и во Данска и во другите, али готови сме. Готови сме, дечки. Да, уште филозофираат македонците. Види владата, условите ваму и таму. Додека владата, условите, некои други се множат, раѓаат деца. Ние не раѓаме, не има се помалце. Ние земјата ја продаваме, купуваме станови. За 30 години тој стан ќе биде, сами ќе го продадете за да платите у Сју Рајдер или у некој старечки дом, бидејќи ќе нема кој да се грижи за вас. Добро, тоа е. Светот нема да умре со торжествен тресок, туку бавно цвилејки. Македонија е на надолна линија, една од земјите со најмала стапка, со најголема смртност и најмал наталитет. Кај македонците, не зборам кај албанците и кај ромите, е сосема друга ситуација. Да, и македонецот, крива му е владата, криво му е СДСМ, криво му е ВМРО, криво е море и така натаму. Ви текнува ли слава кај баба? Колку души се имаше? 20, 30. По комшии се идеше столици да се донесат. Сега? Ама ние се собираме. Се собират уште, колку ќе се собират? Ама се иселиле. Па добро. Ама тие што се иселиле прават деца. Џони, Македонија единствената експанзија има после Втората светска војна, кога бабовци и дедовци, еве да ви кажам дека у мојата фамилија,
у најтешките времиња имаа најмногу деца. Моите баба и дедо имале 7 деца. До тие 7 деца само 3 преживеале. Татко ми се викал Живко и му го пробушиле ушето да му стават менџуше уше како бебе, за да го лажеле Господ дека е женско, за да не им го земе. Такво било суеверието. Татко ми Живко, чичко ми Миле и тетка ми Стојна. Тетка ми Стојна е се уште жива. Господ да й даде здравје и да поживее 100 години. Океј. А што се случува во Британија? Тоа е многу интересно. Мејнстрим медиумите, дури и кај нас, нема да ви го прикажа тоа. Се сеќавате на оние сцени каде што излегува овие и бара воведување на шеријат. Искрено да ви кажам, шеријатот веќе во огромен дел од територијата на Обединетото кралство е воведен како закон. Значи, што сака да каже? Дека веќе Британија, правната држава, не може да те осуди ако ти си заштитен под шеријатскиот закон. Нити да те заштити ако по шеријат ти одлучат да ти ја сечат раката. Абе, чекај, не можеш, имаме затворска казна. Не, ние по шеријат. И сега почнува да се буди Британија и првиот отпор име ги закачуваат на Union Jack знамињата, не она белото со крстот или она со вкрстеното на плаво и така натаму, и ја тапацираат Англија со тие знамиња. Но што со тоа? Ја памтам кога македонците од Австралија излегоа на протест 2 пати масовен за против промена на името. И што видна? Се промени името. Искачање на улица ништо не менува. Никогаш не сменило. Британија е многу лоша. Но намерно го прави тоа и зошто и како мене таа филозофија ми е уште непозната. Има уште многу теории. Ова го правеле масоните, го правеле луминатите, го правеле... Джони, не може никој ништо да ти направи. Они сами одлучиле тоа да го направат. Дали заради тоа што наталитетот им умира и знаат дека британец веќе, како и македонец, не можеш да го натераш да има повеќе од 2 деца. Али затоа било кој албанец, ром, пакистанец, индиец таму, нема гајле да иштампа едно 6, минимум 5 комада. И тоа е, седнуваат и прават економисти, вика, ќе имаме тоа, ќе имаме тоа, ќе имаме тоа. И елитата вика, окей, нам ќе ни треба кој да работи, ќе ни треба, значи они ќе ни работат. Нема кој да ја прави економијата, нема кој да работи у фабрики. Старија ќе отидат у пензија, од каде ќе вадиме пари? Елон Маск малце попаметно, тоа вика, луѓето ако се осамени, роботите ќе работат, роботите ќе ги чуваат луѓето. Пошто ќе немате деца, пошто ќе немате партнери, пошто сексуалните односи станаат десанка или леванка Шакич, што очекувате? Тоа е нормална појава. И еве што се случува низ Британија. Ако извадиш британско знаме и мафташ во Обединетото кралство, ќе бидеш уапсен. Да, на почеток само да видите, еве, девојкава извади британско знаме во Британија. Тија фатија и евуација ги провоцирала другите. Океј? Нема проблем. Инаку, председателката на Косово, Вјоса Османи, ја повика Европската Унија да изврши притисок за така наречената геноцидна српска држава. Значи, Србија е била геноцидна држава,
за да се објави судбината на исчезнатите луѓе за време на Косовската војна. Вјоса вели дека 1600 луѓе се уште се заведени како исчезнати и не им се знае во Косовската војна каде се и што се. Интересно е што јас сум да се дознае тоа, особено кога веќе свет се дознава и судбината на луѓето кои влегоа во жолтата куќа и влегоа цели, а излегоа во делови. Ако се сеќавам добро, на наслов од вечер пред едно 15-20 години беше дека некаков си турски хирург соработувал и помагал од живи луѓе, заробеници, срби, да бидат вадени органи и препродавани, а со тоа и финансирана војната. Дали е тоа точно, ја не знам, но тоа се шпекулациите. Чекај да видам дали ме... Добро, нема да збориме за тоа. Да, повелете. Ништо не гледам. Значи, у мене светло имам и ништо не можам да видам. Те гледам дека некое движење позади. Кажи? Отвори го Виберот. Вајберот да го отворам. Добро. Океј. Да го читам ова? Текстов? Добив домашна задача, еве, ми нареди режисерот, продуцентот. Ете. Океј. Тешко мене ќе биде, ама морам. Сега нема лабаво, тоа е. Имам Word на компјутеров. Немам. Google Documents. Google Doc. За да го отвори убаво, па кога ќе го копи-пасте да му направам, за да... Што би рекол брат ти, Google Documents. Океј. Не ги чепкај луѓето со 50 плюс, сериозно. Тоа не е само генерација, тоа е посебна форма на преживување. Тврди како леп од една недела, брзи како татковата папуча што лета кон тебе со прецизно на бумеранг. Со 5 години знаеле да го препознаат расположението на мајка им по звукот на капакот од тенџерето. Со 7 имале клуч на врвка и упатство, ручекот е во фрижидер подгрего. Со 9 сами си готвеле едноставни јадења, а потоа сами пешки оделе до училиште. Дечки, од кај знаеш бе ова све е точно. Со 10 знаеле да поправат чешма и да избегаат од куќето на соседот. Чешма не сме знаеле на 10, али бегање од куќето апсолутно. Цел ден поминувале надвор. Без телефони. Наместо Wi-Fi рута, игралиште, река, дома, до мрак, со колена што изгледале како од битка. И преживеале. Раните на колената ги мачкале со плунка и врз нив ставале лист од што ќе се најде при рака. А кога болело, од родителите слушало: не отпадна, тогаш не боли. Јаделе леп со шекер. Тоа беше посебна форма. На кришка леп, малце маргарин, одозгора шекерче и тоа беше торта. И она испрскано со малку вода за да залепи. Да. Јаделе леп со шекер, пиеле вода од градинарско црево, микробиотик на кој би позаведал секој додаток за исхрана. Алергии немало, а и да имало, за нив не се зборувало.
за 15 начини како од облека да се исчисти трева, маст, крв, кал и мастило, бидејќи дома морало да се вратиш чист. Тоа не е се. Поминале низ транзисторско радио, црно-бел телевизор, грамофон, касетофон, CD-а, дискмени, касети што се премотувале со молив. Тоа е последната генерација што го памти светот без интернет, без страв дека батеријата ќе се испразни за телефонот, нормално. Го паметат домашниот телефон, тефтерите и рецептите и родендени без посетници. Да, уште го памтам мојот прв телефон, 1970 година. Врежан ми е во памет. И кога од 5-цифрени станаа 6-цифрени, и тој го знам. Затоа што првиот беше скоро 12 години, а вториот беше скоро 20 години. Така да на памет го знам. А на бившите им ги заборав телефоните. Не се сеќавам. Откако се оженив, Лидија ми ја исчисти меморијата. Да, делит направи. Фала, мислам, ми ослободи меморија за други работи. Со еден потек. Пакао! Тоа се луѓе што се поправаат со изолир трака, спајалица и клешти. Имале еден ТВ канал и телефон со жица. Тие се поинакви. Имаат емоционален азбест, отпорност од времето на оскудице и рефлекси навежбани на диви игралишта, последни вистински нинџи на секојдневието. Не ги чепкај луѓето со преку 50 години, тие виделе повеќе, преживеале подлабоко. И во джебот имаат ментол бомбона постара од твојот смартфон. Па не ми е постара, али имам ментол бомбона. Еве, сега ти ми го прави. Не, држи кадар, широк, дај. Да ја поземам тачно. Мора да имам ментол бомбона. Ни бомбонаш, мора, тоа е останато. Тоа е, како ти кажам, код рефлекс. Сигурно имам негде ментол бомбона. Еве ги. Ментол бомбона. Само овие модерни. Карамеле зеро еклиптиус мастика. Мастика. Не е мастика, тврда бомбона. Супер. Знаеш што е добро? У чаша со кисела вода, стаја едно да се раствара и како да си добил сокче. Да. Што памтиме ние? Едни фармерки носени сигурно 10 години. Една Тексас јакна, која беше и за надвор, и за на школо како кецела. 2 маички можеби за менување и патеки се купуваа само кога ќе ти се распаднат првите, ама до на нога која ќе ти се искинат. И тоа првата патика обично беше шангајка. Не знам дали ги памтите шангајките. Имаш ти носено младичу шангајка? Еве шангајката. Ете. Ова ти е шангајка. Ова ти е. Ако си дуста балија, ќе се опреш. Ако си опрен, ќе станеш дуста бајнлија. После станавме малце помодерни, па купуевме старки. Мада старка шангајка исто беше тоа. Ова се кинески ефтини патики кои го преплавија светот во тоа време. Да. А девојчињата беа во едноделни трикоа. Исто у шангајки и супер беше. Ама немавме таква сексуализација спрема нив. Што да ти кажам, денеска да се појави девојче у школа у такво малце, знаеш, она соблазнително би било. Тогаш, а ние што имавме едни гатици, оние спортски, па тесни.
А тогаш имаше интересно 2 пара Adidas патики. Nike не постоеше, Puma ретко Adidas и тоа едните беа универзал, ако не са, да, еве ги. Еве ги. И одлично ни идеа со фармерките. А другите беа како се вика оние со превртена кожа? Можеш на микрофон, пошто не слушам? Антилоп. Да, антилопа, ма како се викаше моделот? Blue Suede 80. Еве ги. Не знам дали ги памтиш. Не знам како се вика. Made in Jugoslavia. Еве ги. Suede shoes. Adidas Kelm. Made in Jugoslavia. Köln. Kelm. Ево овдека со златно пишеш. Тоа беше тоа. Па, знаеш како? Немаштијата те прави скромен и ти бара да бараш вредности у нешто друго. А иначе бевме ликсури. Мислам, кој будала човече ќе иде до Трсти, до Солун да купува фармерки? Ние бевме, затоа што немаше. Сиротиња беше државата. Ама па таа сиротиња те тера да се поише дружба, поише љубов, поише не знам, рок-н-рол, појма нема. Океј. Ајде да видам како реагираат овие, дали ги помодревме како Blue Suede, моите гледачи, и дали оние 8 души се спуштија на 5. 15! Машала, машала! Сашо Чуман, добро вечер, драги гледачи. Како сте, шо правите? Да видиме на инсайт, шо велат? 978, а? Ќе дојдам, ќе го шамарам. Она со лайстрим ќе му влезам горе, онака со... Ама кажи кога правиш од Мицковски стрим, колку има првата секунда? 9000. Тоа е тоа, брат. А кога Филипче прави 900. Така? А кога беа обратно, кога беше овој опозиција, овој други, истите цифри само обратно. Тоа е бе, народ се лепи на власт. Народ се лепи на власт, со сласт, на власт, со сласт. Тој тренер, очите за били бојката, молите да го видиш. Ама тој треба да ми го генерира вештачка интелигенција. Тебе направи некој има на YouTube. А, некој се заебавал на YouTube, го направил. Чекај малце. Не покаже компјутерот. Една реченица да кажа. Значи, цел живот ме зезат Јанко, дебел си, точно е, но не сум више тако, вежбам и да ви кажам, конечно, после толку години труд и мака, успеав и јас да имам тело како Сталоне. Да, пред да се соблечам да ви покажам, еве, ја и Сталоне веќе... Не е вештачка, ова е Сталоне. Ова е Сталоне. Добре. Шта е? Јуреме Кобре. Кобре? Добре. Океј, ќе го побарам. Иначе, Џони, да ти кажам, си купувам нов телевизор. Еве ми го новиот телевизор.
Викаат некој, ова ќе било и днина на киното. Какво кино бе? Ова е само за дома. This is the rear salon. Since Monday. It's Hawaii. Да, покажи со прстото ти, не гледаме ние. Ете ти црна дупка. Да. И шо викаш, Марко, кој ќе седне на ова Кобра двојка, кој ќе го пушти? Пушти ми линк, не можам да го пребарувам. Море од ваков филм, слушај, на вакво кино, кој ќе пуштиш некој филм со Джейма Джеймисон, која ќе пуштиш некој филм такав со Емануела, па да видиш лепота. Океј, да го видиме трейлерот со Fury 2, First трейлер 25-та. Силвестер Сталоне, Киано Ривз, Рован Еткинсон и Ема Вотсон. Бог да чува и да брани. А он стварно го направи, ле остај друга. Океј, гласно? Да. Wait till you see. Сталоне на 14 години. Бубоњиците му се гледаат кутриот. Пред војска е ова. Ова е пред градинка, шо ти е тебе? See what? What a man can do to another man. He's here to rip your throat off and pull it in your... God! А Рован Аткинсон вместо Бред Пит. Клюкнат. Kill me! Kill me! Kill me! Please! Шо вика колегата? Вика вечер филм ке гледа. Леле, мора да се гледа. Мора.
Wie heißt du, junges Mädchen? Emma. Мислам дека веќе тројка спримаат, еј. Is she the same? Yeah. А па ја го разбрав дека ја прашал вештачка интелигенција и дека го излажала вештачката интелигенција. Овие со вештачка интелигенција направила, бе. Да. Колку? Чекај, не видов тоа. 477.000 прегледи. Браво. Чекај да видам каналов каков име. Видео. Популарни. Jim Carrey, Let's Dance. Hey, you mind if I get ahead of you? I'm in a wicked rush. Is that okay? Oh, yeah, sure. Go ahead. You're a doll. Hey, kids! Over here! Now! Yes! Exorcise the demon. Не ми се допадна, не е нешто. Океј. Чекај сега јас тогаш да ти пуштам нешто смешно и забавно. Ама многу е кратко. Da kommt schwules Sack. Da kommt schwules Sack. Е, заради овакви работи сум на интернет, бе. Ова е тоа. Океј. Ако стигне уште некој фјури, Бог да чува. А еве ви Скопје како ви изгледа. На шала на смеа. Абе, шо знае дете, бе, запалило оган, цел шо, да ги бркаме ли? Али затоа, дечки, ако возите поише од 55 км на час, има да бидете казнети. Ако запалите цигара во затворен простор, ќе бидете казнети. Шо ако запали цел дан од аеродром, нема струја, дете преку тасета. Голема работа. Општина аеродром, општина Гази Баба, појма немам, не е моја надлежно, немам појма, град Скопје, све лудило и така на. Одлично. Океј, може малце музика? Може. Пуштено е гласно. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Уходила с берега Катюша, уносила песню за собой. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Встала рано на заре Катюша, и на кручу вышла на стремку. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на
Окей. Руско влияние малце. Да. Марче, вечер кога ќе отидеш, имаш ли од кај да купиш крофни? Има. И чекај бе. Абе, кремот не го зема? Абе, Марко, нели ти реков прошлиот пат за госпожата твоја дека купив крем? Со стевија. И рече утредента ќе дојдеш, ќе се видиме, ќе пиеме кафе, ќе реализираме мисија. Како? Не, со стевија не е да оно. Ова е за госпожата. Добро. Ме прелажа што ме прелажа, нема врска. Еве, го ветив. Како на чоколадото исто, само ова е крем. Истата фирма со чоколаден крем. Еве што ќе си направиш вечер. Ќе земеш 6 крофни. Where's the hole? Ќе ти стигне ли за до Сабајле? Инаку ова девојче што го гледате, тажна судбина на празноглави. Не знам дали е можеби генерирано, но вика дека на активист му е одредена казна затвор поради фрлање со некое средство врз слика на Ван Гог. Дали мислите дека е соодветно со криминал? Но нормално дека е. 2 години убаво ќе поднаучи, но ја мислам дека е ова вештачка интелигенција и мислам дека е ова детето актерот често сетило. Па ќе го прашаме Грог да видиме што кажува за ова. Дали сликава е генерирана и веста дали е точна. Леле, дали сликава е вистинска или АИ и дали веста е точна. Пребарај, одговори ми на македонски. Дали е сликата, значи добро. Сликата прикажува млада активистка во розово кодало, визуелно нема јасни знаци дека е генерирано од АЕ, боите осветлувањата, преборувајќи ги веб изворите, сликата личи на оние од инцидентот 22 кога активисти на Just Stop Oil фрлија супа врз сликата со чогледи на Ван Гог, Националната галерија во Лондон. Ова е документирано од извори како Guardian од 14 октомври 22 и Reddit и така натаму. Дали веста е точно? Посто тврди дека активистот е осудено на 2 години затвор за фрлање сапун подоцна исправено на супа врз сликата на Ван Гог вредна $90 милиони. Според веб изворите, инцидентот од 22 вклучува 2 активистки, Фиби Пламер, 21 година, и Ана Холанд, 20, кои фрлија доматна супа врз сончогледи. Галеријата потврди дека сликата заштитена со такло не е оштетена, но рамката претрпела мала штета. Судскиот процес беше во тек, но до сега нема официјални извештаи до септември 25 кои потврдуваат дека некој осуден на 2 години затвор за овој конкретен случај. Постот може да се однесува на шпекулација или грешка во датумите и деталите. Сликата неверојатно е вистинска, поврзана со протестот, веста делумно точна, инцидентот супата е вистинит, но информацијата за казната од 2 години не е потврдена. Ја уште еднаш го гледате девојчето, така? Сега ова мене ме чеша. IMDb.
Не знам дали сте го гледале филмот Шесто сетило. Со Брус Вилис од 1999 година. Инаку да ви кажам, многу е трагичен крајот на Брус Вилис. Брус Вилис е заболен од тежок облик на деменција. Ништо не памти, појма нема што бил и како бил во животот сега. Однесен е во институција која се грижи за него, не се сеќа ни на своите и така натаму. Но, погледнете го ликот на детево од филмот. Инаку познат по реченицата гледам мртви луѓе, I see dead people. И еден кадар не можам да видам од него. Океј. Страшно ме подсетува на... Сега не можете да го препознаете. Сега еве го. Како? Е за кит. Добро, ај кажете ми дали ова и активистката што ви ја прикажа преска не личат. Ова и ова. Ја помислив дека актеров го регенерирале, а овој... Добро, нема врска. Добро, тоа е тоа. А не Кока-кола. Јанко, како се вицка с бумередове и да си ме да срвала јавла јади бурек охридски и така на. Океј. Видите, кога ќе има многу пари, нема да кажам. Ама ќе има некои знаци кај што нешто ќе се примети. Например, дома како ќе средам. Jump. No, this is a secret door. Open it. Pull. Pull. Look at that. Shut up! Oh my word. It's a disco room! Shut up. It's a whole nother room. Yeah. This is insane. Right here, right here. Okay? Go ahead. Open that door. What did you do? What the heck? What did you do? You broke it. Yeah. Oh, no. This goes... Yeah, no. Yeah, pull. What is it? It's a Blockbuster video with Look at- all of the best... Видеотека Алекс си And you направил. got a TV going on. Okay, and no, everything. come over. We're gonna go down the trap door. Go. Open that door. I would not open that door. If you open that door, back up. Yeah. So I told you. Okay. What? Yeah. I just watch where you stand. Okay. Yeah. See, that's why. But there's the foam pit. You can jump down there. Yeah, that's it. Oh, she disappeared practically. Oh, jeez. What did you knock over? I'll meet you downstairs. Hey. It's a big fall. All right, come on. I'm getting a workout. Just This being a way? tour of your new house. This way. Okay. Now, open that door. Oh, you think so? Okay. We have another door. You said it was normal. Right there? Nope. Okay. No, there's a finger. Oh, okay. I was going for the tongue. It felt like... Oh, it opens. Oh, it's safe. Yeah, so you gotta give it a twirl. Okay. Whoa, it's glowing. What is this? It's a glow-in-the-dark room. There you go. So that's the glow-in-the-dark room. This way. Now this is Sitcom Corner. Yeah. What sitcom is that? Friends, If obviously. you look in the peephole, you can actually see the Friends set. Hey, it's the apartment. Yeah, it is. Let me see if I can actually get a good shot of... There's the apartment, and that is in the Friends door, and if you open it up, you'll see that, no, it's not. Just a normal bedroom. No, the Friends apartment is actually on the back in Oh miniature. my gosh, that's so cool. Oh, careful. Wow, that's
so pretty. This is Penny Lane. This is Oh all my gosh. pennies. Okay, there's an old telephone there. Pick it up. Hello. It works, right? Yes. Is that... You Picture. sign a waiver of heart attacks when you walk through your house. Honestly, this is insane. You guys did so much since I've been here. Oh. Wow! Look at how high you are. Crazy. You basically live in a fun house. I don't know what you do all day. Have fun. I'm the brother, by the way, but I had to hold the camera so she could do the fun things. Много убаво. Дечково стварно има превише пари, ама што да ти кажам, глупе ко точак. Инако да ви кажам дека Трамп нареди Вашингтон да се гради како Скопје 2014. Да, даде извршна наредба дека зградите, владините згради, официјалните згради, да се градат во иднина во стилот на грчко-римскиот стил. Не во барок бевме, ама во некој сличен стил. Така што испадна дека и ВМРО ДПМН е на времето биле пред своето време. Така што тоа е тоа. Шарите се на апарати, едва и дишат, не знаат кај име, што име. Инако да ви кажам, бев до Охрид и прв пат во живот во Житолеп. Житолеп, иако слично вака делува како Жито Скопје, или бившиот Жито Лукс, или како се вика веќе, се иста фирма. Не, Житолеп е фирма од компанија од 48 година, Охридска, и го произведуваат и она фантастично охридско геврече и прв пат го пробав бурекот со месо нивни. Знам дека може да биде голема расправа, јас следново го напишав. Јас е Јанко Илковски, при здрав разум и свест, јавно изјавувам под секаква материјална и правна одговорност дека најдобриот, највкусниот, најубавиот бурек што сум го пробал, сум пробал милион секаде е на Житолеп Охрид. Реков што реков, коментарите се исклучени и забранети, нема дебата на темава, точка, запирка, извечник, ниту е реклама, ниту нарачка, ниту сум добил габа, туку што е вистина е вистина. Имено, мене најмногу што ми се допадна е балансот. Колку тесто, колку месо и ја нешто што мразам кај бурек е она да се цеди од зетин. Обично овие сакаат што е можно повеќе понатечени корите, за да им биде повеќе јадењето. Бидејќи на Македонец тоа му е битно, количината да му. Зошто, например, најмногу ги сакаат сендвичите од седмица? Затоа што тоа е кришка леп во која има помфрит, мајонез со кари и има нешто као плескавица и он јаде и века леле што било убаво. Абе, знаеш што? Скопјани се фалат со Симит Погача. Леп со леп. Што да ти кажам? Тоа е трагедија наша. Да се фалиме со пастрмајлија, разбирам. Стварно е ексклузивно нешто, као италијаните што си имаат пица тама. Добро. Бурекот е класа, сепак. Кажете ми, за колку пари би ја работеле оваа работа? If you made $7,500 a month, would you do this job? $7,500 месечно е ова да го работиш. Чистење тој фор ВЦА, секако во Америка. За кај нас сигурно за 300 евро се тепаат кој. Молам? Ја само им пишав на овие дека ја ова би го работел за $5,000 месечно.
И тоа со сериозен ентузијазам би го работил. Nice job. Nice job. Инако, преска ја спомнав малку Британија и да има една интересна работа во врска со Британската империја. Имено, сите знаете дека британците владееле со светот. Но за да владееш со светот во нивното време, требало да владееш со морињата. А со морињата се владеело многу тешко. Не заради бродовите, туку за времето поминато таму, пред се недостатокот од свежа храна. Свежа храна содржи витамин С, а неколку месеци поминати на брод без витамин С доведува до скорбот. Многу мачна, многу тешка болест, која е предизвикана од недостаток на витамин С и која со тешки последици умирале, ги губеле забите и наистина во многу тешка ситуација биле морнарите. Но како успеале и покрај тоа да идат околу светот? Ја ќе ви кажам, драги мои. Зелка. Кисела зелка. Имено, единствено нешто што можеш да го ставиш во каци, со месеци да го чува. И колку повеќе ферментира и се расипува, толку поздраво е зелката. Стави зелка, стави сол и витамин С, пробиотик, антипиретик, антиканцероген, значи невиден лек. Една од благодетите кои имаме од нашите дедовци, бабовци, мајковци, татковци е што ние знаеме и можеме во наши услови да имаме зелка. Макар едно мало каче, бидејќи готовата што ја произведуваат има мора по закон да ставаат конзерванси. Ја оваа година ќе ставам една мала каца со зелка, морам заради собственото здравје, како исклучителен извор на пробиотици и антиканцер, антитумор едноставно се излачуваат во таа ферментација. Ќе ги направам со, но она што ми од татко ми кажено, вода строго изворска. Овој пат изворска ќе биде, но ќе ја купам од кај Кожушчанка. Не можам да идам да шпарам, порано беше почиста, беа околните скопски извори беа почисти, но никако вода од водовод, заради хлорот. Водата скопска е чиста, окей, ама има хлор, а хлорот го расипува тој вкус. И татко ми велеше, ќе ја земеш зелката, ќе го извадиш кочанот однатре, ќе ја наполниш со крупна морска сол. Ќе ги наредиш и изворска вода. Овој пат ја ќе земам билаци, ќе изнакупувам околу 3-40 литра, 60 литри изворска вода од Кожушчанка и ќе направам со неа. Зошто Кожушчанка? Затоа што некои курајбери се појавија кои цицаа књаз Милош и го обвинува Митко Јанчев зошто викнал овој пеач или оној пеач на гроздоберот. Демек, македонски. Знаете, Митко Јанчев беше прв кој ги викна Андријана и Игор Джамбазов за изведбата на Ми заплакало село Ваташа. Наназад секоја година има по некој македонски автор. Скоро све што е од македонски автори настапило, ги плаќал, ги поканел, биле во Кавадарци. И сега, пајде у предизборија, бидејќи веќе му е гарантиран и третиот мандат, најверојатно и тука нешто го распукале, појма немам како и да е. Во секој случај, да, бесплатна реклама, затоа што е македонски производ, ова е нашиот сам Пелегрино. Он не е спонзор ни на емисијава, ама не е ни спонзор на некој педерчиња.
за разлика од некои други македонски води, не сите партиски, беше единствен. Дали се сеќавате лани кога Скопје имаше прекин на вода кога се менуваше цевката? Донираше огромни количини на клиничкиот центар да има вода за пациентите. Кога беа пожарите, на пожарникарите им доделуваше, им донираше вода на пожарникарите кои се справуваа со пожарите. Донираше вода на армијата на Република Македонија. Значи, човекот си е многу окей, го респектирам заради неговите постапки, постапува многу христијански, левата да не знаеш опре и десната, ама јас сум јадачот на бурек кој ќе лае гласно, он сето ова можеше да го направи. А кисела вода, да, можеш да ја пиеш од флаша, и тоа е селјачки, простачки, затоа ќе ти сипеш у чаша и нема да цицаш као књаз Милош. Не се. Океј, тоа е тоа. Ја би завршил со... Не знам со што да завршиме. Ајде, слушај вамо. Еве го. За жал, ова е последната слика на Брус Вилис. Тажна судбина. Има 70 години. Вистинска икона беше. Ова е последна негова слика, кај го пренесуваат во дом за специјална нега. До сега го чува сопругата и неговите деца, но неговите ситуација толку се влошува да заборава и најобични физиолошки работи како се извршуваат и потребно е навистина. Он појма нема ни што бил, ни каква икона бил, ни колку познат ни беше у животот. Тоа е тоа. Фала му за се надевам дека мирно и спокојно ќе се ги помине последните денови на планетава, без оглед на тоа што заборавил многу работи, тоа е трагедија, а може би и благослов, кој знае. Господ ќе се грижи за него. А вие слушајте вамо. Поздрав од мене. Да го пуштам од тука? Дау! Кажи ми мяу! 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 Океј, од тука ќе го пуштиме. Како ми изгледа студиото? Не е грин скрин. Све е реално. Добро. Океј. Може со Шуман? Може. Драги мои, здраво, добро дојдовте уште едно издание на Слушај вамо, ексклузивно за Република. Јас сум Јанко Илковски и она што сакам денеска да го говорам се пар доста интересни работи кои предизвикуваат малце и поише муабет на социјалните мрежи. Влегуваме полека во периодот на избори. Што значи дека ќе гледате наредниот период? Мислам дека ви е јаснето од лани, кога навистина се направи права пасокизација на тогашната владеачка партија, која беше руинирана, девастирана од волјата на граѓаните. Власта е на власт и ние треба да ја критикуваме. Тоа е добро и за неа, и за нас. Но се обидувам да ги најдам реалните критики до оваа власт наспроти критиките кои стигнуваат од опозицијата. Имено
опозицијата мислам дека е веќе повеќе од јасно дека ќе биде резултатот катастрофален. Мојата претходна видеоколумна говореше дека според моите сознанија и анализи, колку што јас можам да ги направам, се околу 50 градоначалнички места. Некој велат дека сегде кај што ќе има ВМРО свој кандидат ќе добие градоначалничко место. ChatGPT, вештачката интелигенција и уште неколку како Perplexity, Grok и на Google, мислам дека ми дадоа многу приближен резултат дека воопшто не треба да ни изненади, нормално шпекулираат, за 50 сите се сигурни, зборам анализите на вештачката интелигенција, а никого не треба да изненади дека може да иде до 60. Зошто? Нивната анализа беше дека резултатите на владата и начинот на кој работи оставаат позитивен импакт во јавноста. Што значи тоа? Тоа значи дека на опозицијата не ја преостанува ништо освен манипулација, тензи и фейк нюз. Значи имате вие безкрупулозни портали кои никому не одговараат, не се ни под капата на Совет за радиодифузија и можат да објават што сакаат, како сакаат. И тоа е легитимно. Сегде на мрежи има лажни вести, работата е дали ќе поверувате вие во нив? Дали ќе ги купите? Во смисла, дали ќе прифатите дека е тоа така? Ја читам лажни вести цел живот, но дали се поведувам по нив? Тоа е големо прашање. Прашањето е перцепција на вестината. Еве, например, што беше последно, за кое нема да зборам, ама ќе го спомнам непосредно пред да го снимам ова, а тоа беше инцидентот помеѓу две младински екипи во фудбал. Едниот е македонски клуб претежно, другиот е албански и влегол родителот да ги тепат децата од македонскиот клуб, нешто се навредил или овие му направиле фаул, појма немам, крвово тепање, две деца се во болница, но сето тоа е оправдано, веднаш почнаа овие партиските душегрижници, не престануваат неправдите кон албанците, но не е тоа неправда кон албанците, тоа е партиски очај. Партиски очај дека јасно име, затоа што колку и да се агресивни, глупи или паметни и така натаму, анализите се многу едноставно. Ако јас доаѓам до некакви анализи, а многу лесно, ги имате сите алатки, вие можете да си проверите. Само бидете прецизни и детални во барањата, вештачката интелигенција колку толку ќе ви даде некаков одговор. Не верувате на тој одговор. Ете сте биле на ChatGPT. Идете на DeepThink или DeepBlue, како се викаше кинескиот. Идете на Perplexity. Идете, имате, значи, барем 4-5 бесплатни вештачка интелигенција кои ќе ви дадат. Не се ќе кажеш, па што да верувам ја на вештачка интелигенција. Друга, то он го прави она што го прават сите оние центри партиски за анализа на податоци. Поточно, ти дава, ги споредува трендовите последните 4-5, не знам и така натаму анкети, излекува заклучоци за рейтингот, значи не измислува. Донесува заклучок врз основа на факти. Дали ќе ни се допадне нас тоа или не, тоа е сосема друго прашање. Значи, вистината е секогаш тука. Ја денеска се излизгав, ме изгореа. Имено, имаше надпис еден, Випро Ајвер, дали требало Ајвер или Ајвар, како било точно. И ја напишав дека словенците го заштитиле Ајварот, дека е тоа нивни, а тоа ми остана мене уште пред 15 години и се сеќавам дека тогаш имаше обид од Словенија да го заштити Ајвар како свое име, и ја после тоа бев 2 години аут, имав инфаркт и тотално имам дупка што се случуваше. Нормално, нити го заштителе, нити ништо. После тоа нити ме интересирало. Еве сега ми дојде, ми останало некаков импринт дека словенците го земале. Секако после 1 сат се извинив на јавноста, не ми текна одма, после проверив на
со вештачка интелигенција ми вика не, имало обид 2010, но не успел тој обид, имало арбитража на Европски суд, тој кажал дека Ајвар е и ја објавувам нормално извинување, се сипам со пепел, не избришав веста да испаднам, добле се, не бе, брате, социјалдемократија, која врисна, писна, пошто нема за што да се фатат. Нема за што да се фатат. Не се. Се сипам јас сега со пепел, викам управо сте, јас сум лошиот, ја спасивте македонската јавност од невистината дека словенците ни го украле Ајварот, вие праведно љубивни, а ја ѓубрето лажливо. Нема врска. Интересно е што, знаеш, тоа хејтот, кој си бе ти, Јанко, бе? Ти си небитен. Ако сум небитен, што толку многу се занимавате со мене? Еве искрено да кажам. Што не бе, јас сум небитен, добро. Ама јас сум глуп, окей. Ти си небитен, добро. Ти немаш никакво влијание, добро. Ти немаш ова да бе, окей. Што се занимавате со мене? Наш министер се занимавал во еден коментар пред неколку месеци сум спомнал нешто негативно за неговата работа. Значи, не сум постирал ја како наслов во коментар. Ја небитниот, кој не ме викаат на никакви, да речам, владини телевизии, дебатни емисии, се согласувам, јас сум небитен, така. Како бе тоа, секој детал од збор, тогаш мој се следи. Нема врска. Сакам да кажам, улавоста моја е проблем. Знаеш, немам влакна на јазикот, да, сум навивачки. Јас сум демохристијанин, јас сум десничар. Јас сум десничар од дете. Десничар сум откако станав полнолетен. До тогаш бев левичар. Признавам. Бидејќи, така, треба малце да си глуп за да идеш социјалдемократија. Треба малце. Или треба да е лукративно. Но да се вратиме друго. И додека јас се сипам пепел што сум излажал за Ајварот, и овде Сорос ботоиве сега ликуваат, на Фејсбук сум малце помирен. Налетувам на една вест каде го испејуваат Коце Трајановски. Зошто? Изјавил, вика, за година дена ние асфалтиравме, направивме 101 километар автопатишта. Еве и овие истото го прават. Кој еве и овие? Наспрам Таче, кој рече дека направиле 2000 километри автопатишта. Македонија нема, со се старите, оние изронети, нема 2000 километри автопатишта. Значи излезе мртов ладен, излажа. И никој од нив ни да се побуни, мачиња, добро што демократија се кажа. Ко се лажа? А ја ке ви кажам, дека го следам Коце, затоа што лично го познавам. Сметам дека ми е и пријател. Сметам дека е еден од најспособните луѓе во Македонија што ги изродила. Сметам дека е човек чесен до коска, дека не лаже, не краде, не манипулира. Едноставно го знам лично, неспособен е. Он да сака ќе здътка. Он нема таков лукративен тон. Не може секое племе и со вискито да мало. Леле, како фраере! Бане, ти си, Господ тебе, ти ги реши светски. Дајте ми Нобел. Боже ме прости. Коце е во право. Министерството за транспорт и врски никогаш повеќе нема сработено во Македонија наназад колку сакате години. Еве, 3 точки ви оставам, пополнете. Коце за година дена. Коце има скоро 70 години, видите моја виталноста, видите моја транспарентноста, видите му го ставот. Кога сте го фатиле Коце да лаже? Кога сте го фатиле Коце во некоја афера? Коце е кроток човек, Коце е вреден човек. Абе, заврнува дошто он со гумени чизми трчаше и не го правеше за пиар. Он стварно сака да е таму, да се отнуваат тие затнати делови, да поправа, да прави, да крпи и така натаму и така натаму. И добро е што Александар Николовски, министер за транспорт и врски и вице-премиер на Македонија, го зема кај себе.
101 километар. Александар не ги манипулираше парите, ги пушти. Но за да му се заврши тоа на терен, му требаше човек од доверба кој знае дека тоа сака. Коце, ваѓа која ќе види, коце која ќе види асфалт, брат, додека тоа него тапацира, он не може да спие. Но стварно, он е човек како измислен лик од филмови. И феноменално е што ние го имаме како реал и стварно. И направи 100 километри. И нека наредниве 4 години 400 километри автопатишта се направат во Македонија. Вау, човече, 400 километри да се направи. Имаме ние и за крпење во меѓувреме. Како да не се радувам кога најавија дека до 2030 година треба да имаме пат директно до Битола. Мислам, како до сега не се размислувало. Абе, не пат. Ние треба да имаме метро до Битола, бе. Ние треба да имаме брза железница левитирачка до Битола. Ние треба да имаме 6 ленти Скопје Струмица, ако е веќе за реално. Така да, јас се радувам што мрдаат работите, што конечно нешто се прави. Еве сега се спремам да се поздравам со вас и идам за Охрид. Ке идам, ке возам, одбегнував да возам. Мачен беше патот, но сосема други фотографии и снимки идам. Сега идам и сам да се уверам. Што да се уверам? Го видов тоа. Му верувам на коце. Не е се завршено, ама се прави. Мрдна од место. Она претходното беше не лет во место, лет во подземје, човече. Дупка, само закопување. И конечно, драги мои, морам да ви ја прокажам сликата, која исто така у моментов предизвикува доста контроверзи. А тоа е свет на кулата на водно. И сега има доста муабети, се разврза околу тоа, требало, не требало, била повисока од крстот, чинело, не чинело и така натаму. Лично ќе ви кажам, сметам дека ако сме ставиле таму крст, тоа е тоа. Тоа треба да биде највисокото од идеолошки. Но тоа е мој поглед. Но не се сите со таков идеолошки светоглед. Знаете, ќе ве подсетам дека нашите цркви, сте биле во Марков манастир, сте биле во Икс цркви, сте виделе цркви закопани во земја или подкопани под земја или неколку метри во земја или и така натаму. Значи, со векови не смееле да ни забрана да градиме цркви, но за да не доминираат спрема например од другата религија, спрема џамиите, ги терале да ги градат малку пониско, демек понижувачки. Дали го понижија христијанството? Не зборам македонски народ или ова или ова, зборам христијански. Христијаните, дали ги понижија? Дали го понижија христијанството? Не. Христијанството е создадено да биде понижувано. Какви ќе бидат твоите последици, да си одговараш, тоа е сосема друго. Дали е ово понижување, ја не можам да кажам. Но можам да кажам една работа. Како помлад сум бил во торањот на Авала, торањавале. Тоа е една висока кула за трансмисија на радио и ТВ сигнали, која нашите душебрижни НАТО другари ја бомбардира. Овие повторно изградија, а горе имаше ресторан кој ротираше. Нема никогаш да го заборавам. Фантастична гледка. Имаш целиот оној ротирачки пейсаж. Јадевме, пиевме, седевме таму, фантастично. Истото ќе го има и во оваа кула. И сега тоа не чинело. Зашто? Па ќе се расипела планината, ќе иделе со коли до таму. Ало бе, која планина? Монтеверест ли е ова? Што е ова? Кораб, Триглав, Шара, Титов врв. Водно е бе, брате, цело Скопје треба да е тамо. Со тротинети ако треба. Не е ова планинарска планина, никогаш ни била, ни ништо. Океј, ја ги разбирам, тие неколку души, нема заштита. Не можеш ти Скопје да го направиш 1.000.000 души и да викаш ова заштитена зона. Умре тој. Умре тој филм кога го направивте Капиштец. Без план, надвор од закони. Зошто надвор од закони? Ај друг пат ќе ви кажам, но само ќе ви кажам една. Зграда до зграда, каде што никаде никогаш во свет не е градено и нема паркинг.
нема игралишта, нема инфраструктура, ја направија. И уште се гордеат со тоа. Ако, но ќе идам сега со нешто сосема друго. Значи, ќе имаме уште една атракција во која нема странец да дојде. Прво, која ќе се симне, ќе се слика кај фонтаната, кај Александар Македонски, еве ја ќе кажам. Александар Македонски е не војнот на конј. Викајте ја како сакате. За мене е таа Александар Македонски. И ќе отиде да руча Пантелеймон, македонско село, и ќе се качи и до овдека да го види тој спектакл. Па човече, ова е лошо. Добро, окей. Нема да ви спорам. Нека е лошо. За мене не. И ја поздравувам. Бидејќи ова не се споменици. Ја разбирам кога се бунеа за спомениците, си викаш, па треба ли ова? Ја тогаш го правда само со една работа. Али барем им ги гледам парите. Барем им ги гледам парите, човече, колку се крадеше во Македонија, не знаеш зашто се украде. Еве ги овие 7 години. Ајде бе да ве пофалам, дај една слика, ќе ја пуштам, ја ќе ви пуштам слика што изградија за 7 години. Имам слика. Стварно, нефер ќе биде да не покажам што изградија. Ајде да видиме што изградија. Прво, да знаете, ја пуштија, ја изградија автобуската станица во ГТЦ. Остави тоа што е направена таа автобуска станица уште 70 години, али важно они ја направиле. Глуп народ си го купува тоа и си го голта. Лапни, голтни. А ја сакам да ви покажам што реално направија овие за изминативе 7 години. Еве ги. Еве сликата, лепота, еј. Абе, 100 милиони евра овде лежат. Знаете ли тоа? Да. Ова се наоѓа, ова е камен темелникот за фабриката за електрични автомобили во Тетово. Ама тоа, дојде овие на власти. Иначе готово ќе беше бе тоа средено. Бе што да ти кажам? Причам ти причу, што би рекле французите. Но, она што сакам како последно на крај да ви го кажам, и кој можеби нема врска, бидејќи обично оваа колумна е со дневно-политички дандара-бандара и така натаму, и ќе биде се понапнато, мада ја пак само едно ќе им кажам. ВМРО, не фрлајте пари за кампања. Не правите кампањи. Не, готово е бе. Готово е. Осте ги овие нека трошат, нека викаат, нека лајат. Решено е. Орце ќе биде градоначалник. Очите ми заспа. Време е и ја да си одам. Но, како последна вест, ќе биде веста дека протестантска црква премина во православие во Англија. Цела протестантска црква во Англија преиде во православие. Евангелистичката конгрегација што стана православна ја слави својата прва божествена литургија. Халифакс, Англија, 20 август 25. Новоформираната православна заедница Света Хилда во Халифакс, Англија, ја прослави својата воведна божествена литургија на 17 август, означувајќи значајна пресвртница во транзицијата на конгрегацијата од евангелизам кон светото православие. На службата одржана во католичката црква Свети Михаил за време по празникот на Успение на Пресвета Богородица присуствува 61 учесник, 15 православни верници примија светата причест. Отец Грегори Халам од парохијата Свети Ајдан од Линдисфори во Манчестер ослужи литургија. Заедницата која го започна своето патување кон православното оваа година под водството на Антихоски архиепископија се подготвува за голема церемонија на прием на 6 септември. Неговото високо преосвештенство, митрополит Силуан, подпомогнат од друго свештенство, ќе прими 34 верници во православната црква преку крштевање и миропомазание. Без оглед, чие е влијанието, кој стои и така натаму. Знаете само едно. Ние православните имаме еден голем грев. Ние имаме символот на верата ни вели.
една света апостолска црква. Една. Не македонска, бугарска, грчка, руска, украинска, романска и така натаму. Една. А ние се разделивме по етнофилетизам. И некои дрипци ќе те убедуваат дека етнофилетизмот не е греф. Греф е и тука е нашиот пат, драги мои пријатели и пријателки. Но како и да е, во овие сулуди времиња имаме браќа и сестри и јас само ги ширам рацете и им викам, нека ви е за здравје и спасение, добре дојдовте. Тоа беше се за денеска. Благодарам. Пријатно.